Слеано име на македонски јазик и без превод не е најдобриот правец во разговорите, изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров на заедничката пресконференција со неговиот грчки колега Никос Козијас, образложувајќи зошто ваквото решение не е прифатливо за македонската страна. Во продолжение деталите од колегата Гаврил Сирачевски. Достојно прифатливо решение за името кој ќе им одговара и на двете страни. Ова е заклучокот од заедничката средба на министрите за надворешни работи Никос Козијас и Никола Димитров по средбата во Скопје. Шефот на грчката дипломатија Козијас неколку пати ја нарече Македонија северната пријателска земја и појасни дека е свесен од ни една од двете страни не може да го добие целосно она што го очекува од преговорите. Радост ми е да се наоѓам повторно во северната пријателска земја. Имавме кажано дека кога ќе се смени името во аеродромот ќе дојдиме да го посетиме вашиот убав град. Сепак вели инсистираат на отварање на уставот, а не на меѓународен договор, бидејќи европската уставно-судска пракса се покажала како поуспешна со гаранција на устав, а не на меѓународен договор. Тоа е едно прашање за уставната промена што го бараме, го дискутираме. Мислам дека потребно е да го разјасниме се до тоа и да видиме на крајот кај ќе завршиме. Министерот Димитров пак потенцираше дека слеано име само со македонска транскрипција не одговара и не е прифатливо за земјата. Како аргумент посочи дека сегашната привремена референца поранешна Југословенска република Македонија го содржи терминот Република Македонија и тоа е преведено на 6 официјални јазици во Обединетите нации. Тешко ми е својот народ да му кажам дека бидејќи ние сме народ по тоа име, иако мислам дека идентитетски различни работи разбираме кога ќе се каже Македонија во Грција и кога ќе се каже Македонија во нашата Македонија, во Република Македонија. Не може да се каже дека сложено име со некаква одредница која што го содржи зборот Македонија, малку е тешко да се аргументира дека тоа е ако имаме еден збор. Може би ако се изговори брзо, може да се подизгуби, да не звучи. Ова е втора суштинска рунда од преговорите меѓу Македонија и Грција, на која како заеднички заклучок исто така беше изнесено дека од двете предлог спогодби на Македонија и Грција, но и предлог решението на медијаторот Нимиц, ќе произлезе еден заеднички текст кој треба да биде спакуван во договор и како таков да се достави до Советот за безбедност на Обединетите нации како гаранција дека проблемот е решен. Тоа е темата за која што ќе разговараме денеска, очигледно со оглед на случувањата и посетата по 12 години со авионска линија која се случува за прв пат после 12 години помеѓу Атина и Скопје. Сложено име со географска одредница која ќе биде слеано и во себе ќе го содржи името Македонија, доколку се изговори брзо може да се случи да не се слушне зборот Македонија, како што слушнавте и од изјавата на министерот Димитров. Сегашната привремена референца, поранешна Југословенска република Македонија го содржи името Република Македонија и тоа е преведено на 6 официјални јазици во Организацијата на Обединетите нации. Тешко е да му кажам на мојот народ дека сложено име со некаква одредница заедно со името Македонија во еден збор е добро решение, изјави Димитров. 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да зборувате за темата за која што денеска разговараме. Козијас инсистира на уставни промени, Димитров е против слеано име или имбе, односно без превод. Исто така може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook и доколку имаме некој на линија, вклучуваме тајмер и продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Добар ден, повелете. Димитров му е тешко да изговори зборот што го кажал неговиот колега од Грчка. Неќем ни да го спомнам, затоа што никој не го прашува кога они ја нарекува грчкиот дел Македонија. Затоа што они немале никош Македонија, сега го ставија Македонија само да прават да ни прават на нас обструкции за да не можеме да идеме напред. Дај може да се договорат и да решат. Најарно е нека остане БРМ, него да додадат друго некое име или Северна Македонија. Затоа што ипак Македонија е Македонија. Поздрав до тебе и до 24 сите заработени таму. Благодарам. Да бидеме кратки. Многу сме умни. Пријатно. Благодарам, особено за тоа ви се заблагодарувам. Дали имаме некој на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав до тебе Огне и до телевизија 24. Поздрав и до вас, Огне, повелете. Овој сега што ти е ставен на екранот е добродојден,
Јас се пратев целосно емисијата на Коцијас и на Никола Димитров. Мислам дека Коцијас веќе се на некој начин омекнува и то длабоко омекнува, каде што повтор пат не нарекува во соседната северна држава. Сакам да ви кажам дека тој веќе има некои припремни околу името на Република Македонија. Али има еден лапсус тука направено со Уставот на Република Македонија, што кажа дека Уставот бил над сите меѓународни договори во Европа. Не е вистина. Меѓународните договори се многу по-јаки од Уставот. Уставот е внатрешен документ кој го уредува сите закони и подзаконски акти во Република Македонија. Оно што го кажа Никола Димитров дека Република Македонија и во меѓународните организации е преведена под името ФИРУМ, што то го кажува дека само на словенски ние треба да го име кажуваме. Затоа јас мислам дека нашиот министер за външни работи толку итро и толку прецизно ни кажа сите работи, што јас мислам дека ќе имаме резултати. Ова е почеток на влегување во дипломатијата, така да понатаму ние ќе си ги кажеме сите работи кои што имаме испратено и ние своји барања и нивните барања 30 со Метју Немец, ќе видиме кое решение ќе го донесе. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, господин Огнен Петра, Христовски Пепи. Поздрав до вас, Пепи, повелете. Поздрав и до вас. Фала, поздрав за колегите и значи јас секогаш краток. Ајде. Не се сложувам баш со претходникот. Во ред. Прекинување на преговори, затоа што ги слушав убаво. Димитров убаво каже, овој горната земја, ни име спомија, ни ништо, земјата над нас, како рече на северната земја, значи тоа не, може да на крај да ургира и Америка, што сум ептен против, знаеш Огнен, и други сили некои, и да не ги го сменат името. Тоа ќе биде многу лошо. Зато мислам по моје прекинување за сега, па ќе видиме понатаму. Сега едино Нимиц ако каже нешто друго, тоа е друго трето. Нимиц. Добро. Очекувам тоа е. А вака ништо, цврсто стои Грција. Цврсто, да се смени. Да нема Македонија име. По моје. Фала, поздрав од Пепи до сите. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Шефот на грчката дипломатија на прашањето зошто Грција инсистира на промена на македонскиот устав, рече дека според праксата на европските уставни судови националните устави се над европското и меѓународното право. Цитирам, затоа е потребно ова прашање да се разјасни, но тоа во моментов не е тема, бидејќи сме на средина од преговарачкиот процес, изјави Коцијас. За нацрт спогодбите што се ги разменија Скопје и Атина, Коцијас рече дека тоа се документи со кои треба да се разјаснат позициите на страните, а не да се отежне процесот. Цитирам, на крајот треба да добиеме еден текст што медијаторот Метју Нимиц ќе го преточи во договор и ќе го достави до Советот за безбедност на Обединетите нации, како потврда дека проблемот е решен, објасни шефот на грчката дипломатија. Димитров на тоа се надоврза дека Македонија се залага за одржливо решение кое ќе биде постигнато и прифатено од јавноста и од граѓаните на двете земји. Цитирам, наше е тоа да го понудиме и одбраниме. Иако застапуваме различни страни, се обидуваме да постигнеме заедничка иднина. Историјата е важна, но не можеме да ја промениме, за разлика од сегашноста и иднината. Потребно е одржливо решение што на двете страни ќе им овозможи да одат напред, рече Димитров. Коцијас пак рече дека е потребно праведно решение, кое не се однесува на минатото, туку на иднината и ќе ги отвори патиштата и нема да создава проблеми во иднината. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Поздрав и до вас. Мислам дека преговорите за многу кратко време ќе прекинат, затоа што позициите се многу различни, нема ништо допирно. И после прекинувањето на тие преговори, мислам дека ќе се замешаат дека американски и европски булдозери, кои што ќе го решат случајот онака што доликува за Република Македонија. И мислам дека Грција ќе биде стерана во глушачка дупка и да не може да манипулира цело време со македонското прашање.
единствено прашање кое во Европа не е решено, тоа е македонското прашање и сите се свесни во светот, точно веќе од најголемите сили, дека тоа мора да се реши еднаш за секогаш. Толку имам да кажам, неам поздрави денеска, се најдува. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Не е само македонското, тука се вклучува и кипарското прашање, прашањето на Турска република, Северен Кипар и слично, но во секој случај во овој дел на континентална Европа, да. Дали имаме некој на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Крушево. Поздрав Ме до вас. интересира, ако нема Македонија, дали ќе има македонци? Доколку не постои државата? Да. Доколку не постои официјална држава која што го носи името Македонија, зборуваме на ниво на држава која што е призната од страна на меѓународните организации, тогаш под автоматизам некој може да се чувствува како македонец, но официјално не би бил признат како таков. Тоа е исто како луѓе кои што денес се чувствуваат како југословени, но не може да се попишат како такви затоа што државата не постои. И ние што ќе бидеме ако немаме име Македонија? Свемирци? За името никој пат нема што да се поновуваат разговори. Била, постоела и треба да обстои и да остани. Друго ништо. Така. Добро. Тоа би било се. Благодарам за јавувањето. Пријатно до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Имате, добар ден. Добар ден, ве слушам. Колку е убаво да се гледаат убави очи, а уште и другите, ако видат такви, поубаво нигде нема. Добро. Ова само како еден вовет вона, што се сложија двајцата министри во едни скриени форми за иднината да гледаме, а на некој начин да ја оставиме сегашнинава, затоа што живееме сега во магла, ама многу маглата ќе помини, а во иднината ќе ни биде многу добро. Тоа е коментар вака за оние што го разбираат политичкиот јазик. Јас сум еден од противниците на Македонија да изрично дека нема друга алтернатива без Европската заедница и НАТО. НАТО е Америка, по-големиот брат, а ова помалата сестра е Европската заедница. Јас сум така голем противник на тоа, но кај нас состојбата е таква каква што е и ние ја не можем да ја променам. Дури еден од најголемите филозофи, имам време таму гледам, еден од најголемите филозофи признати во Македонија, во еден разговор овде на една телевизиска дебата, кога гласал во собранието, он гласал по својата совест, ама рече дека ако имало мнозинство, не гласал, се воздржал, ама ако немало мнозинство, ќе го задржил она правото, затоа што гледам во парламентот како независен пратеник. А јас ќе кажам нешто друго. Македонија ќе биде, иако доскоро викат дека папата ја поддржува Македонија, од и таму го кронисале Самуил, ние го присвоивме, бугарите го присвоија од овде, ние им дозволивме, но сепак постанувам на тоа дека Македонија ќе биде и... Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Сашо С на Фейсбук ни пишува: ако се направи равенка, тогаш Димитров е против слејано име, а не е против промена на уставот. Се е лага. Демек двете држави не даваат подолу од своите ставови, а всушност чекаат трет да го реши случајот. И тој, третиот, да биде крив за се. Фарси и само фарси, завршува Сашо С. Додека пак Ристо Л ни пишува и вели: Грците бараат промена на име, ние не сакаме, ама ете се согласуваме, правиме компромис. Сега треба да ги прифатат нашите барања, да направат компромис доколку не сакаат преговорите да запрат, па големите сили нека му ја мислат, а ние ќе издржиме, завршува Ристо. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Баш ми е било. Вака сега, не знам, луѓето премногу се нервираат околу ова прашање името и така натаму. Пред се работата е договорена, јас тоа го тврдам. Како ќе се одвијат работите, само тие го знаат тоа што го направиле. Се наоѓаме во една тешка состојба, се наоѓаат овие што се преговарачите во една лоша состојба, не можат, мислам,
не може да му кажат тоа на јавност. Едно да не заборавиме. Грција е една многу битна членка на Европска унија и во НАТО и таа го диктира темпото и преговорите. Да не заборавиме, ако Германија, Франција е првиот ешалон во Европска унија, вториот ешалон е Грција, Италија, Шпанија, Португалија. Така да Грција е во многу полна состојба и таа диктира темпо. Нашата мудрост и нашите политичари треба тоа да го прифатат што го предлагат грците, меѓутоа да видиме некоја состојба, не конкретна промена на името. Тоа е мудроста на политиката, да има помалку штетни последици за државата. А дека ќе има промена на името, тоа сум сигурен и тврдам дека тоа ќе биде така. Инаку Грција, како што кажав, во вториот ешелон на Европска унија, таа е многу битна за Европска унија, тие диктират темпо. И една друга работа, сакам да кажам, доколку сакаше Грција, нас да не блокира Грција, може во рок од 2 недели да не блокира. Со затварањето, пример, со затварање на граница, ние сме потполно блокирани. Не можеме да функционираме. Тие што кажуваат. А ние, овие што се аналитичари, политичари, експерти, вакви, такви, тоа е само гола фарса, некоја дефилират и нема ништо од сето тоа. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Димитров, напоменувајќи дека се уште сме далеко од целосниот потенцијал на отворањето, вели треба да најдеме решение кое нема да понижи никого и ќе ги отвори вратите на иднината. Тој рече дека имале добри разговори во кои доминирало прашањето за разликите околу името и за градење на идните односи. Најави дека следната недела ќе има нова средба со Кодзијас во Виена на 30 март, на која ќе биде и медијаторот Метју Нимиц. Денеска направивме чекори да ги решиме проблемите кои не ги создадовме ние, туку ги затекнавме. Должни сме да ги решиме и тоа ќе помогне за пријателството меѓу двата народа, за стабилноста и безбедноста и за развојот на двете држави и целиот регион, изјави Кодзијас. Тој потенцираше дека верува во честни преговори од кои во иднина и двете страни ќе добијат и двете страни ќе имаат придобивки, без победници или губитници. Грција посакува компромис, додаде Кодзијас. Подсети дека грчката страна го направила тоа што го ветила, дека тој ќе го посети Скопје кога ќе се смени името на аеродромот, со цел да се отвори втората фаза за поврзување на земјата со ЕУ, како и да се даде поддршка за пристапувањето кон Јадранско-јонската иницијатива. Милиони луѓе се движат меѓу двете држави. Северна Грција со радост ги прифаќа граѓаните на вашата земја кои доаѓаат заради туризам, бизнис или за пријателски односи. Нашите народи се многу блиски. Се блиску, мора да се блиску и во иднина. Наша должност е да ги донесеме уште поблиску, додаде шефот на грчката дипломатија. Добар ден. Добар ден, господин и мило ми е што се слушаме. Поздрав до вас, повелете. Не се сложувам со претходниот гледач, ако Грција ни даде ембарго. Види, живи мајка ќе остане без 2 милиарди. Без 2 милиарди ќе остане. Нема да одиме, ќе одиме на Јадран или во Бугарија на море, нема да одиме во Солун и Халкидик. Не разбирате? Кој ќе изгуби ако турат граница? А вака, точно не знаем што се договориле. Едно прашање имам, еве, и за мене и за тебе. Јас сум македонец, ти си македонец. Кажи ми, Кодзијас, у групата што се договарала со него, кажи ми кој е македонец. Еве, почти од тие сите 9, 10, 15 души, кажи ми кој е македонец и во чиво име разговараја, да ќе ни го утре ќе бидеме македонци, не македонци, грци, латинци, како? Кажи ми кој е од нив македонец. Ти благодарам многу. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Таман сакав да ве прашам на која група поточно мислите во делот, затоа што тука, кога станува збор за преговори, имате две застапувања на две различни страни, од кои што во едната или во спротивната може, а и не мора, а и ниту е потребно да има некој кој што е од другата страна, па да биде, условно речено, крт на правата. Во секој случај, понатаму, во информациите од денешните средби кои што ги имаше шефот на грчката дипломатија која посетува Македонија, вели за време на средбата во македонското МНР, група граѓани протестираа пред зградата со транспаренти со кои порачаа дека се против промена на името и преговорите со Грција. Кодзијас за време на престојот во Скопје има средби со премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Бујар Османи, председателот на Собранието Талат Џафери, лидерите на ВМРО ДПМН и на ДУИ, редоследно Христијан Мицкоски и Али Ахмети.
Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до сите во редакцијата. Поздрав и до вас. И би кажала во врска со темата ова дека за секаква соработка сум со комшиите, значи со ова, особено на економски план, туристички и така натаму, немам ништо против. Меѓутоа, во однос на темава, апсолутно сум против да се менува името, особено не они да ни го менуваат името. Уште понижувачки е тоа што доаѓа и ни кажуваат дека треба да го смениме уставот. Па јас би предложила воопшто да немаме институции на власт. Што ќе ни нас институции кога имаме Грција до нас? Нека ни прави устав, нека ни менја име, се што треба нека прави таја. Зошто воопшто да потрат и да трошиме пари на наши министри и така натаму. Значи, ги поддржам тие што протестираат и мислам дека народов не е свесен што му се случува. Апсолутно не сум за преговори, подитно да се прекинат преговорите. Ви благодарам, пријатно. Пријатно и до вас. Благодарам за јавувањето. Дали би имале некој на линија во продолжение? Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Како прво, добро се држи нашиот преговарач. Секоја му чест на Димитров. Значи, добро е што не прифаќа вакво ново име, слеано име. И мене лично не ми се допаѓа, не личи на ништо. За уставните промени нема што да зборуваме, веќе и заедно се изрази за тоа дека нема да се ги баво нашиот устав, нема зашто да го прилагодуваме према потребите на грците. Не сум за да се прекинат преговорите, бидејќи диалог помеѓу двајца сега некој може ќе се најде увреден, меѓутоа помеѓу двајца неми или било како диалог не може да постои. Мислам, навистина треба повторно да се седнува на маса, повторно да се разгледат сите работи. Тука и медијаторот кој што може ќе предложи некој ново олеснување. Јас мислам дека грците дефинитивно ќе се вразумат, ќе видат дека ние нема сме никаква опасност нив. Овие нашите што се бунат, заведени се сега. Национализмот доволно време владееше на овие простори, така да луѓето веќе се свртија во друг правец и се занесени се и малце без размислување. Ја имат и некој ќар, личен ќар од цела таа работа, значи има ќар од бившата власт, бидејќи добија места и што ти одам таму работување. Толкова. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да. Добар ден, ве слушам. Добар ден. Повелете. Видите вака, добро е ова што Димитров го прави, меѓутоа лично ви кажам дека мислам дека сето е ова само заради ние, јавноста, тоа е дека ние да слуша, да се излези со едно мислење. Сепак мислам дека е тоа договорено и сето е ова само фарса. За да е тоа така, на една телевизија председател Собранието добро се постави председател на Уставниот суд и видовме што е. Добро, нека има и председател, албанец и нека има во ред, јас сум македонец, чисто ги поддржувам албанците. Тоа е грешка што Хитлер греши кои луѓе товари од Македонија. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Се исклучи нашиот гледач, но имаме коментари на Facebook. Дејан ни пишува и вели... Само момент, коментарот да го отворам. Се извинувам.
Здраво Огнен, јас сум скептик дека билатерално ќе најдеме решение со грците. Потоа ќе има активен притисок од големите сили на кои им гори под нозе да се затвори ова прашање, а тогаш таквото решение ќе биде за жал на наша штета како помал и послаб учесник во спорот. За мене само еден спас имаше, ова е секако утопистичко размислување. Спасот ни беше само во некоја форма на југословенизам, само тогаш никој не го задираше нашето име и идентитет. Поздрав. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Хало, добро вечер или добар ден? Добар ден се уште, иако надвор вее снег, темно е. Хајде, повелете. Вака, Никола Димитров културно пред камерите да стани, да си се поздрави со министеров од Грција и да му кажи пријатно со здравје да си одиш. Затоа што многу снег кврни надвор, не ќе може авионот да му одлета, да не ни остани овде, така да ќе имаме штета од него. Дали не ни е јасно на сите нас што предлагаме? Откако се двоивме од Југославија, само барат да смениме ова, да смениме она, дојде од аеродромот, дојде од автопатот, сега кој нешто ше друго што ќе барат. Сега, она што не сме равноправни во преговорите, тука е тежината наша. Нека не стави Европа да одлучуваме ние за кредитите кои ќе ги земат или помошта у Грција, да ставаме вето на нив, тогаш ќе бидиме равноправни. А не ние под маса, тие од озгора и само не тапкат. Преговорите да се прекинат смесно. Тогаш Европа ќе бара да не прими. Затоа што светот 80% има примено, Русија не чепка од другата страна и оние тогаш ќе сетат, ќе се чукнат у мозокот, jer чекај, кај одиме ние. Ситуацијава се менјава. Тука да не може од тие да ни наметнат друго име и ние, ја не би рекол дека има човек во Македонија што би го прифатил, што би ја прифатил таа промена. Кој сака тега, дали едната партија или другата партија, али тој што ќе се дрзни да прифати, да промени, да потпиши промена на име, ја не знам кај ќе му биде местото на него. Како овој за јазициве насила што ги туркат работето. Насила. 10 души не прат. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Значи веќе заминавте од темата, не е тоа тема на денешната емисија и секако и веќе сме на крајот на емисијата. Иднината на Македонија и Грција треба да биде во фокусот на преговорите на двете земји за решавање на спорот со името, му порача денеска премиерот Зоран Заев на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Цитирам: "Треба да сме одлучни и да правиме чекори кои не водат поблиску до решението на единственото отворено прашање меѓу нашите две земји. Уверен сум дека овој пристап ќе доведе до решение кое ќе им даде доволно прифатливи аргументи на институциите во двете земји, како и на опозицијата да прифатат дека тоа ќе биде достоинствено и за Република Македонија и за Република Грција", нагласи Заев на средбата со Кодзијас. За деталите од оваа средба и дали атинјанинот ќе остане завеан со снегот во Македонија од југ кој што ни пристигна, во Дневникот во 17 часот. Од мене пријатен викенд.